Почитувани, и денес нема да ја критикуваме владата на ВМРО-ДПМН. Денес ќе презентирам уште мерки од пакетот на економско-социјални мерки на СДСМ, потребни за да се преживее 2012 година. Денешните мерки се насочени кон буџетот на државата. Предлагаме мерки за зголемување на приходите во буџетот. И тоа, мерка број 1. Богатите да плаќаат повеќе данок. За таа цел предлагаме воведување на прогресивно оданочување кај персоналниот данок на доход. Сите лица што имаат месечни приходи во висина до 2 просечни плати и понатаму да плаќаат персонален данок на доход по непроменета даночна стапка од 10%. Сите лица што имаат месечни приходи во висина од 2 до 4 месечни плати, за делот што е над 2 плати да плаќаат персонален данок на доход по даночна стапка од 12%. Сите лица што имаат месечни приходи поголеми од износот на 4 просечни плати, за делот што е над 4 плати да плаќаат персонален данок на доход по даночна стапка од 15%. Ваквиот начин на оданочување е поправеден и широко распространет. Особено е значаен во услови кога во земјата има се поголемо раслојување на населението, како што е тоа случајот со Република Македонија. Прогресивното оданочување е начин на оданочување кој најмногу се применува во светот, вклучително и во најразвиените капиталистички земји. Мерка 2. Зголемување на царинските приходи преку ставање во употреба на скапо платените мобилни скенери за царинска проверка на возилата. Овие мобилни скенери се еден подолг период во употреба и со нивно повторно ставање во употреба ќе се зголема царинските приходи и ќе се намали шверцот. Мерка број 3. Воведување на данок за користење на природните богатства на Република Македонија. Сите фирми, чиј што бизнис се потпира на експлоатација на природните богатства на Република Македонија, без оглед во која форма тоа се прави, треба за тоа да и плаќаат на државата. Покрај мерките за зголемување на приходите во буџетот, предлагаме и мерки за заштеди во буџетот. Мерка број 4. Намалување на ставката стоки и услуги во буџетот за 10%, што во основниот буџет и фондовите би значило заштеда од 50 милиони евра. За потсетување, во таа ставка влегуваат трошења за патни и дневни расходи, договорните услуги и трошењата за комуникации. Ова би значило помалку непотребни патувања, помалку зборување на мобилни телефони, помалку скриени договорни услуги и така натаму. Мерка број 5. Враќање назад во земјата на скапо платените, а не ефикасни така наречени економски промотори во странство. Концептот е недефиниран, трошоците се големи, ефекти нема. Мерка број 6. Замрзнување на сите рекламни кампањи и промоции на владата и на јавните предпријатија во текот на 2012 година. Коментар не е потребен. Мерка број 7. Откажување на проектите од типот панорамско тркало, сплавови на Вардар, катна гаража во барок стил во центарот на Скопје и сите слични екзибиционистички проекти, целосно неприкладни за моментната состојба во која се наоѓаат граѓаните и фирмите. И за оваа мерка коментар не е потребен. Мерка број 8. Намалување за 30% на бројот на членови на управните одбори во јавните институции и предпријатија. Тие ќе функционираат нормално и со намален број на членови на управните одбори, но ќе имаат помали трошоци. Имајќи предвид дека наидуваме на молк кај владата во врска со мерките што ги предлагаме, комплетниот пакет на економско-социјални мерки на СДСМ денес, односно сега, ќе го доставам до владата. Очекуваме премиерот и неговиот економски тим на наредната седница на економско-социјалниот совет на владата да не повика за да разговараме за мерките што ги предлагаме. Благодарам.